Овој пат гостин во Плеаут ми е еден новинар кој верувам дека повозрастната публика ќе го препознае најмногу по гласот, а помладата верувам дека и по неговиот лик. Долги години работел како уредник во Радио Битола, еден од уредниците кој најдолго обстојувал како на функција уредник и еден од најстарите новинари во Битола. Тоа е Димчо Еминовски. Добре дојде во Плеаут, има Мега телевизија. Добро ве најдов. Поводот што сме тука, верувам дека многу од гледачите би ги интересирало зошто е ова на масата. Тоа ќе го откриеме подоцна, тоа е леѓен со вода. Мислам дека ќе направиме интересен разговор, интересна приказна. Сега ме интересира да зборниме за твоите почетоци. Како беше, шо беше, како се навлече првично на новинарството? Која е жалбата како се пројави за да станеш новинар? Прво да кажам за ова што е овде пред нас, па иако подозно ќе откриеме. Надвор е многу топло, ова е мало едно којче, можеме ако ни се згорещи малку да се изладиме. Но има друга функција, ќе ја откриеме како што рековте подоцна. Па како со новинарството да ви кажам, кога јас почнав со новинарството, многу малку новинари имаше во Битола. Имаше два-тројца постари новинари и благодарение на нив практично и го научивме занаетот. Новинарството не е ништо друго освен добар еден занает. Зошто е занает? Заради тоа што се сопаѓа со сите други занаети. На еден кројач можеш да му дадеш еден топ штоф, а да не може да направи еден рало пантола. И на новинарот може да му дадеш еден товар информација, да не може да направи една информација, односно една информација што треба да ја прифати секој. Значи, се е знаење, се е умешност, се е знаење, но знаењето се стекнува со текот на времето. Јас за Радио Битола бегов многу одамна, односно едно 4-5 години или 6-7 години, откако ова го идам 6-7 години, бидејќи и Радио Битола почна 1950 година, 2 години работеше, се прекина 2-3 години, па повторно се активира и негде 58-59 година, како ученик уште во прва година во средна школа, се вклучи во Радио Битола во тогаш најпопуларната емисија. Емисијата Радио, хумор и сатира. Тоа беше единствена таква емисија на просторите на Македонија, иако веќе за разлика од 1950-та, во овој временски период, за кој зборуваме, 58-59-60 година, веќе имаше доста радиостаници во Македонија, покрај Радио Скопје. Значи, Радио, хумор и сатира беше најслушаната емисија. Меѓутоа, таа беше хумористична емисија. Се ова, како Весела вечер беше многу слушано на Радио Белград тогаш. Весела вечер игра Чкалја, Мија Алексич и една плејада тогашни глумци. Имаше исто така убава емисија Кикирику малце подоцна на Радио Скопје, која мислам одамна не имам слушано, уште екзистира, уште постои. Една врвна емисија од овој вид, од овој жан на новинарството. И во тоа време, како што реков, Радио, хумор и сатира. Во неја учествувавме многу млади, релативно млади луѓе. Сите тука некаде во прва, втора година, во средно училиште, кој некоја година повеќе, некоја помалку, меѓутоа млади луѓе. И го имав тоа задоволство во тоа време покрај Никола Талевски да бидам многу близок со работник со Јоана Поповска, која подоцна стана звезда, нека звезда на македонското гледиште, односно македонскиот и битолскиот театар, Димитар Илиевски Дзимо, Методија Марковски, браќата Чоревци, Владимир Графчевски и една плејада други луѓе кои што поминаа низ емисијата и како учесници во таа емисија, некако сите колективно леговме и во младинската сцена на Народниот театар во Битола. И како млади луѓе имаше потреба, да речам, и од статисти, меѓутоа и од потреба да се одигра и некоја поважна улога. И јас така неколку улоги имав. Една ми беше таа поголема улога, го играв Хаџу во Крвавен камен. Меѓутоа, ете така, брзо се посветив на новинарството. Сака да се вратам во новинарството и се посветих на новинарството. И тука и да започнав кариерата, уште професионално од 59 година како соработник на Радио Битола.
во веселата емисија, односно хумористичната емисија, и подоцна во младинската емисија, и подоцна почнав и малце да правиме и самостојни емисии од спортот. И тоа практично ми овозможи да се едуцирам, да навлезам, да ми се отвори една голема желба за истражувачката работа. И во таа емисија имаше една рубрика, се викаше го прелистуваме спортскиот албум на Битола, требаше да се поместуваат настани од спортот што поминале низ годините наназад и така, листајќи, прелистувајќи ги весниците, откривав многу нешта за Битола и најголемиот дел од животот во Радио Битола го поминав како спортски репортер, како спортски новинар. Меѓутоа тука немаше разлика. Ние имавме и други сите, како и сите други новини, така и јас имав други обврски. Да пишувам за емисијата Хроника на Пелагонија, подосна вестите, од сите видови, од окупниот живот. Колку беше тогаш тешко? Од комитет, од општина, од младина, од општински организации, Црвенкаш и така натаму, стопанство, култура и се. Но имавме обврски да правиме и емисии. Така што, јас да речем, долго време бев уредник, покрај спортските емисии, уредник на младинската емисија, потоа и многу други емисии и дојде едно време кога се случи да се испробам и како, бидејќи го имав тоа искуство артистичко малку, да се испробам и како раскажувач на приказни. Така. Таа приказна накус. Колку беше тешко во тоа време, значи немаше интернет како медиум, немаше некој извор каде би може да се трпат информациите, освен некои печатени медиуми како весници. Колку беше тешко да се најдат информациите, колку беше предизвик да се состави некоја интересна приказна. Има една голема разлика од тоа и сегашното време. Сега се нудат информациите, сега се бараат новинарите. А во моето време ние ги баравме информациите. Секој се вајде, се собиравме колегиумот, уредничкиот колегиум, новинарите и се договоравме кој каде ќе тргне, уште се вајде. Кој каде ќе тргне, во која организација правевме распоред. Во која организација ќе оди, какви информации се потребни, од стопанство, да речеме, од културата и така натаму. Се одржува бројни состаноци на општествено-политичките организации, што моравме задолжително да ги следиме, состаноци, средби, кои што траја со часови, но ние моравме да бидеме таму. Не е како денеска оди сними и врати се. Така, ние од почетокот до крајот, додека сето тоа трае, мораш да видиш до крајот. Од малку се случуваше да стане, да го напушиш состанокот, тоа беше малку чудно, неприфатливо. Моравме да седиме до крајот. Значи има разлика. Сега барат луѓе кога ќе има настан, ќе добиете покани, ние тогаш трагавме, добивавме покани за состаноци, меѓутоа другите информации пошто кога немаше состаноци, ги откривавме сами настаните. И беше трка, беше невидена една трка да се дојде до потребната информација. Кој ќе дојде прв, кој ќе ја објави? Сега има, гледам една добра, може и тоа добро, има еден друг начин на сваќање на новинарството. Има соработка, кој еден знае една работа, од да ја кажува на другите. Ние тогаш не ги кажува, ми чуваме информациите за да се објави, прв да ја објавиш информацијата и така натаму. А ако не ја објавиш, бидејќи освен Радио Битола, јас бев дописник и на многу други вестници и списанија и така натаму, ако не ја објавиш, ако некој те претекне во информацијата, ако ја објави пред тебе, ќе добиеш карта, ќе те карнат. Сега нема такви работи. Значи, ете тоа беа изворите, сами ги откривавме, најчесто сами ги откривавме и вториот е начин на кој што преку следејќи ги редовно, задолжително, сите состаноци ги доаѓавме до информациите. На седница речеме на собрание на општината Битола се поставува по 30 точки на дневен ред. И на општинскиот комитет, и на социјалистички и така натаму. Тоа траја долго тие состаноци. Тој состанок за цела недела требаше да се издаде материјал, информација. Имаше повеќе точки на дневен ред, како што реков, секоја точка си е посебна и тоа беше сега она што рековме на почетокот, што е занаетот во новинарството. Се зборува со часовите, треба да извадиш 3 минути од таа информација. Тоа е занаетот. Вас ве нарекуваат и енциклопедија за Битола. Значи сите можни информации од историјата, ако некој сака да ги дознае за Битола, најдобро е да се обрати кај вас. Имате направените не знам колку документарни емисии, еден куп. Кажете ми која е таа енергија која се собра во вас да ги извадите тие документарни емисии? Дали тоа е знаењето од новинарството кое било истражувачко тогаш или можеби се интересирате посебно за Битола, па таа љубов ја добивте за документарните емисии? Спомнав дека
Во почетокот на мојата новинарска кариера ја добив емисијата за спортот и физичката култура. И во неа рубриката го прелистуваме спортскиот албум на Битола. И почнав да трагам по вестниците и тогаш откривав многу настани. Тогаш практично се влюбив во таа истражувачка работа. Тогаш видов дека Битола е искусително богата, со многу минато богат и така натаму. И така почна тоа да ме интригира, да се посветувам повеќе на тоа и поголем дел од слободното време го минував по библиотеки, по архивот, истражувајќи, барајќи работи и така натаму. Меѓутоа, кога станувам за спорт, за фудбалот во Битола, најголемиот дел од приказните фудбалски, за историјата, за винатото на Битола ги добив од тогаш живи луѓе. Ја пишував книгата Фудбалот во Битола низ децении. Ја почнав 64-65 година, ја објавив 69 година, си 4-5 години, бидејќи немаше напишано документи, нема од каде да се искористат тие работи. А имаше доста живи луѓе, непосредни учесници, фудбалери, спортски работници и така натаму, од куќа во куќа, од Дарнут Мале и Гени Мале, од Геривале на Бајрот и така натаму, ќе ти посочат некоја личност и ќе одиш дома. Тоа бев млад новинар со многу страмови, влегував по куќите, меѓутоа интересно ме прифаќаа луѓето. Ме прифаќаа и со задоволство седнуваат да ми раскажуваат и така натаму. Пишувајќи таа книга направив разговори со околу 200 тогашни стари битолски спортски работници и фудбалери. И така ја научив фудбалската приказна, фудбалското минуто за Битол. И ја пренесов во книгата. И сега, после толку многу години, сега веќе треба да излезе од печат новото издание, Историја на фудбалот во Битола. Тоа е околу 1000 страници. Меѓутоа таа прва книга на околу 180 страници со 130 фотографии, ако не го направив тоа, јас денеска немаше да имам можност и сила, немаше да имам извори на информации за да ја напишам ова втора книга за фудбалот, за историјата на фудбалот во Битола. Тие луѓе уште тогаш беа поседувале со 80, некои 90 години. Значи, откако јас ја напишав книгата, многу од ними да минаа, а ако не ги соберат податоците од ними, и податоците ќе заминеа со нив. Во тој период, кога беа од твоите почетоци на новинарство, кажи ми за стереотипите на луѓето. Дали тогаш беше чудно да се појави новинар и да го запраша некој нешто? Сега гледаме преку анкети, има многу новинари, луѓето се уште има стереотипи, бегаат од камери и микрофонот. Тогаш каков беше пристапот кон новинар, кон обичен граѓанин, за дали имаше стереотипи воопшто? Дали му беше чудно? Сега е многу полесно, тоа беше многу тешко. Тогаш правевме споредби со другите републики, да ги гледавме југословенска програма, од сите краји на Југославија. И се воодушевувавме од соговорниците на нашите колеги, да речеме во Словенија, во Србија, во Хрватска. Колку тие беа, да речем така, отворени, послободни, елоквентни, дури се случуваше да знаат повеќе од тие што ги прашуваат. Кај нас беше малце поинак. Нашиот народ, нашиот свет беше малку позатворен свет. И требаше да помине еден подолг временски период додека се ослободи. Одма кој ќе видат микрофон, знаете каква е, одма се плашат дали треба да каже, не треба да каже и така натаму. Но јас имав работа и сите други подоцна малку по малку ги ушепме луѓето да се ослободуваат, да кажуваат тоа што ги прашуваат. Не знам дека се лошо треба да се кажува, еднакваш и добри, убави работи, пофални работи треба да се кажуваат. Беше многу тешко да се скрши тој мраз, да се пробива тој од кон соговорникот, но гледам дека и денеска е исто така. Еве правите многу пати анкети по улици, 80% ќе побегнат, не сакаат да разговараат, некој се успелува да каже и така натаму. А треба да се помага. Јас кога ја правев ова работа во врска со фудбалот, ми наидов на многу големо разбирање. И заради тоа и поради тоа ги собрав многу брзо сите тие податоци и објавив таа книга. Со текот, но не беше само спортот, ние се правевме и други. Да речеме, многу пати се случуваше во посета на работна организација. Говораш директорот, скажа по информации, не сака, се плаши, не знам шо, како стегнат е, како појава и ќе ти оди кај другиот, оди кај Петко, оди кај Трајка. Малку по малку се отвораше сето тоа и луѓето почнаа да не прифаќаат. И сега зборувам конкретно за примери од моето животно искуство. Бидејќи немаше телевизија, пишувавме за вестници, на вестникот те читаат, те пратат, те следат кои си шо си, меѓутоа не те познаваат. Во вестникот те слушаат и исто така не те препознаваат, само гласот ти го препознаваат, па така се случуваше на повеќе наврати
Јас да се најдам во ситуација само некаде, само да зинеш, да прашав нешто, ти си Димчо Миновски, по гласот ме препознаваа луѓето. И еден пример ќе ви кажам, ако го имаме тоа време на располагање. 90-тите години, кога се осамостојуваше Македонија, Периша требаше да одигра фудбалски натпревар со Корча од Албанија. Јас ја имав обрската со автобус да одам на Ќафазан, на граничниот премин, да ги пречекам тука со нашите автобус фудбалерите и да ги донесам во Битол. Стигнавме на граничниот премин, немаше никој. Јас не знаев ни дека постои таков граничен премин таму. Прв пат во животот видов дека има граничен премин. Немало луѓе и видов една ниска зграда, така малце подотворена стаклена врата и забележав низ вратата еден глупен полицајец пишуваше нешто, не ја крена ни главата. И прашав уште од вратата, реков добар ден, дали можам нешто да ве прашам. Ја крена главата по полека, филмски така. Думек и ми рече ти си Димчо Миновски. Ја реков јас сум Димчо Миновски, од каде ме познавате, од Битола сте? Не сум од Битола, не сум од Битола, никош и немам живеено во Битола. Ама јас секоја сабота, секоја недела, секоја попладне неделно го минувам со тебе, бидејќи слушам преносите и слушам програмите, јас имам најчесто во недела утринска програма и одма само ше во 1000 души да беше и да зборнаше ќе те препознам дека си ти. Значи по гласот не препознав. Сега подоста како што реков почетокот со појавата на телевизијата почнаме да се појаваме на телевизија и видеа кој сме и шо сме. Така се случуваат тие работи, така тераше животот, така го. Каде беше поголема еуфоријата, во радио или во телевизија? Кој медиум е поприфатлив за тебе? Бидејќи јас 50 на години, повеќе од 45 години помина во радиото, мене животна обсесија ми е радиото, а пишував и за многу вестници, како што реков. Меѓутоа радиото е нешто посебно. Радиото се разликува од тоа што се чувствуваш поинтимен, позатворен, пред тебе само микрофонот и го немаш право дека те гледа некој. Како сега да речеме, одма размислуваш кој ќе те гледа, што ќе те гледа. А и тогаш се мислиш кој ќе те слуша, што ќе те слуша и така натаму. Беше исто така одговорно, толку колку што е одговорно да се седи и пред камерите и пред микрофонот. Микрофонот многу пати знаеме да кажеме дека е атомска бомба. Еден збор речен на радио може да направи хаос и не знам или добро или лошо и така натаму. Значи одговорноста е крајно. Меѓутоа некако го има тоа чувство пред микрофонот. Во радио си затворен во студиото, немаш никој околу тебе, се концентрираш, работиш тоа што сакаш да го работиш, да го кажеш и така натаму, а овде се ти бегам вниманието малку повеќе. Мене ми се чини дека радиото е моја животна обсесија, тука го поминав животот, иако доста емисии направи, како што рековте, и во телевизија, доста илјадници написи, повестници, списанија, но радиото би остана како живо. Така, во радиото тогаш во тоа време немало многу техничка можност, значи од страна на дигитални ефекти, звуци. Како ги составувавте тие емисии, како ги изведувавте тие, да речам, ефекти, раскажувавте и приказни за деца, како одеше цел тој процес? Се си имаш тој разум. Одем, кој што одеше не многу брзо, полека се развиваше, да речам таа технологија, радио технологија. Кога Радио Битола почна да работи, исклучиво се одеше во живо. Одеше во живо, не заради тоа што беа храбри луѓето, немаше други начини како да се направи програма. Немаше можности да се сними тоа, да се преработи, да се искомбинира, да се комплетира и така натаму. Одговорноста беше многу голема, во живо да се музицира, да се читаат вести, и емисии, комплетни емисии да се водат се во живо. Но со развојот на техниката и радиотехнологијата се појавија прво жичари магнетофони, почна да се снима нешто што беше исклучително тешко, бидејќи ако се скини таа жицата, треба не знам колку часа да се залепи. И тоа многу го чувствувавме кога ја снимавме, кога се појавија тие магнетофони, кога ја снимавме емисијата Радио Хумор и сатира. Со часови и цели ноќи. Почнувавме од 6 часот на вечер до 18 часот до сабале, до 4 до 5 часот, додека се направи емисијата. Немаше можности за враќање, за лепење. Ако се сгреши, тогаш се враќа од почеток.
се обново и така натаму. И за тоа беше потребно време. Еве се појавија многу современи, помага се појавија магнетофоните, се појавија лентите прво, па се појавија плочите како грамофонските плочи, па касетите, па подосна DVD-те и така натаму и се развиваше таа технологија. Приказните за деца? Како одеа тие ефекти? Да. Сега, меѓутоа имаше работи кои што ги учевме и од другите поразвиени тогашни така радиоскоп беше понапред со технологии. Таму гледавме како се работи, што се работи. Кажавте дека вие бевте првиот кој во живо ги водеше тие емисии, значи со звучни ефекти. Сите останати ги снимале. Јас кога и кажував приказните, не беше проблем недостаток на техниката. Тогаш имавме се. Но јас по природа сум таков храбар, да речем, и сакам се да работам. И денеска ги сакам, ги почитувам емисиите во живо. Не сакам да се снимам. Така се чувствувам поодговорен, по-мобилен, по-концентриран и ја имам таа жива секогаш да го чувствувам тој предизвик да одам во живо да ги снимам. И емисиите, приказните, кога ги снимав, кога ги кажував, имаше можности да се снимат. Јас ја кажував и таа се снимаше, но одеше во живо и се снимаше. И тоа така го изведувавме. Инаку, во тоа време, кога Радио Битола ги имаше емисиите, во Македонија, колку мене ми е познато, имаше само неколку луѓе кои што ги кажуваат приказните. Борис Мајсторов за Радио Скопје на 101 приказна, во 19 часот, многу позната, многу слушана емисија, особено од младите генерации, ќе дојдеше 19 часот навечер, ќе го слушаме Борис Мајсторов со приказната. Но не слушаја само децата, приказните ги слушаат и возрастните. Нешто колку што јас знам, Џумер, глумецот од Прилип, исто така кажуваше некои приказни, но повеќе веројатно снимени на касети приказни, а во Битола само Петар Стојковски бавец ги кажуваше приказните, друг никој, а јас сум единствениот пак што ги кажуваше во живо, во споредба со сите други. Оној предизвик за кој зборував. Јас сакам во живо да ги кажувам. И знаете како, јас мислев дека е тоа нормална работа, вообичаена работа, дека така треба да биде. Меѓутоа еден ден Димитар Ќурчиев од Нова Македонија беше дојден во Радио Битола заедно со Ристо Невеноши, со директорот на Радио Битола, беше 11:30, така беше претпладне, тогаш одеше емисијата. И јас ја кажувам емисијата и се загледа Димитар Ќурчиев во мене и слушам разговара со директор. Не можеше да сплати дека јас сето тоа го кажувам во живо, како го изведувам сето тоа во живо. Сите други ги снима емисиите, а кога се снима имаш можности да направиш 300 комбинации, секако и ефектите да ги внесиш како што треба, точно таму кај што треба и така натаму. Меѓутоа бидејќи јас кажував приказни доста возбудливи со многу личности, режијата немаше можност тоа да ме следи со ефектите. Во делот секундата треба 3-4 ефекти, дали ветер, грмотевица или вода да се слушни пливање и така натаму. И затоа сакав да ги правам тоа, да го правам во живо. И кога ќе седне пред микрофонот, ќе земев една кофа до мене, некое стакло, неколку тенџериња и за да се постигне одредени ефекти во зависност од потребата тоа што сака приказната и самиот си ги правев тие работи и одеше во живо. И кога ја заврши приказната, дојде Димитар Ќурчиев и рече во живо, се чудеше човекот како може ова сето да го изведуваш во живо. Бака и артисти, познати глумци и така натаму не може. Ја би рекол, може, се е можно ако сака. Ако се сака, така. Концентрација сака, максимално. Стигнавме до тој момент да објасниме зошто ова стои цело време на масата. Ова е легенот со вода, кој вие ќе го искористите овој пат. Тоа е ваш предизвик сега, значи. Да кажете приказна во живо со звучни ефекти. Само да биде тоа регистрирано на камери. Ние тука ќе направиме еден краток џингл, пресек со краток џингл, за да се наместиме, а потоа продолжуваме со приказната на Димче Миновски. Се враќаме во студио, верувам дека сите очекувате да видите како би изгледало ова нешто, па јас тука би го препуштил Димче да си ја заврши својата работа. Повели. Многу пати се случуваше кога минува по улиците да видам мајка со детенце мало и да застани детето, може мамо ова е дедо Димо. Ме пропознаваат децата како дедо Димо. И така беше тоа, дедо Димо во светот на бајките и приказните. И многу пати, речам така, кога излегував
на јавни манифестации, работејќи со децата, сите ми викаат дедо Димо. А слушнав добро, мајката му рече, не му така како дедо Димо, е млад човек, не е тој така стар човек, меѓутоа така ме познава по приказни дедо Димо. Сад и одбирав приказните. Имаше доста извори. Најчесто ми се чини дека Петар Стојковски Бабев донесе 100 приказни од Радио Скопје, од Борис Мајсторов, што ги кажуваше. Јас исто така ми ја остави мене во наследство тие приказни и почнува да кажам. Меѓутоа, читав и доста стари книги, македонски народни приказни, подоцна излегува стрипови, приказни за деца, повеќе на српски јазик, меѓутоа јас ги обработував, ги прилагодував за радио. Тие се долги приказни, мора да се направи приказна да не е подолга од 13 минути. И таа е многу, од колку покуса, толку ефектна и послушана и подобро и побрзо се паметно таквите приказни, ги прилагодував за радиото. И ке седне, да речеме, кога требаше да се направи приказна, сега да импровизираме. Потребна е максимална концентрација. Човекот да се пренесе во приказната. Да ги замисли сите ликови. Мечка, волк, зајаче, дете, баба, дедо и така натаму. И да се подготви за ефекти. Ако треба да се оди, речеме, покрај вода, ако треба да го бара тоа приказно, дека еве стигна детето до морскиот брег. Оддалеку се слушаа брановите на водата. Овде се е многу тешко тоа да се комплетно долови, бидејќи е камера. Инаку на радиото вистина мисли детето дека вистина стигнавме до брегот и дека вистина е морето пред нас и дека ги слуша врановите. И така натаму. Ако требаше да има тепачка некоја, се патија децата и почна една голема борба меѓу нив. Се скршија прозорците, го фрлаш прозорецот да пати и вистина се скрши прозорец. И почнува леле, или пиштење, или викање, и така натаму. Или ветрот почнува да се слуша оддалеку и прави ефекти разни. Но сега јас немам таа концентрација, како бидејќи се камерите, да е на радио би имал многу поголема концентрација и сега треба да се емитира баба, да речеме. И шо е, внучко, како ти, шо велиш така, како ти збораш детето? Мори бабичке, бабичке, сакам да ти кажам нешто и така натам. Сега бидејќи нема многу време, нема да ги кажувам приказните се. Или еве јас сега, и така детето стигна во шумата. Почна да се слуша голем, страшен ветер, мракот и почна детето да трепери од страв. И одеднаш од грмушките излезе една мечка и му викна: "Абе ти, каде ти тргнал во оваа доба од ноќта?" "Не, мајте, баба меца, не, јас еве дома сега и така натаму, сега не сакам цела приказна да кажувам, секаде има такви приказни. И такви гласови се емитира, за да се добие представа дека тука, сега, кој слушајќи ја приказната, не кажува еден, туку дека има најмалку 6-7 души. Дури и животни дека има тука, дека можности. Тоа во фантазијата на децата се пренесува многу убаво и го восприемаат тоа. Дека вистина се има тука и ја слуша тоа приказна. Така се кажува тие приказни. Звукот и те тера сам да си го направи својот филм, така да верувам дека полесно било и на радио да се изгледите, тука не гледаат која е тајната на звукот. Ете, такви се тие работи, видите, еве поминаа толку време, одамна нема радио Битола, одамна ги нема на радио Битола приказните. Меѓутоа интересно е, секој што ќе отвори радио станица во Битола, прво што ми понудува е да одам да кажувам приказни. Не да бидам спортски коментатор или репортер, веројатно ги има предвид моите години и веле дека најдобро можам сега да станам кажувајќи приказни. Меѓутоа малку се тие, веројатно брзо ќе се случи на една битолска радио да повторно се вратам во тој светот на бајките и приказните и да му кажувам на децата приказни. Јас ќе ти посакам успех тука понатаму во твојот живот, успех понатаму со работата. Се надевам ќе да слушаме повторно на радио со вакви приказни интересни, па можеби ќе дојдеме во радиото да снимиме да видиме како тоа изгледа таму. Тогаш би било подобро, тогаш да не знам дека ова е сега камера, да се снима, ако е микрофонот само можеби поубаво ќе изгледа се тоа. Димче, ти благодарам уште за учеството во Плеаут, се надевам ќе се гледаме во следни прилики. Благодарам јас.